Ја каниме нашата верна публика да дојде и да ни даде поддршка и заедно да го славиме Бога и македонската култура, истакна директорот на Скрби и утеха Тихомир Стојановски. Се наоѓаме пред 22-те армакедонски слави, средба на македонската култура која е останата вон границите од Република Македонија и културата од Република Македонија, каде доаѓа македонските заедници цели 22 години во едно духовно и културно поврзување. Оваа година со видоизменет наслов Армакедонски слави, земено од Откровение по Јован Богослов, од стихот 16:16, каде се вели и ги собра сите во земјата наречена Армакедон, пред најавата на второто Христово пришествие. Овие средби се духовна македонска култура, благодарност до Бог што е создал Македонија и македонците кои со милениуми даваат култура, духовно знаење, кои се дарувани да го слават Бог и да ги учат своите соседи на разбирање, на помирување, на она што е дадено, љуби го својот ближен како себе си. Се надевам дека Министерството за култура ќе ја преиспита својата одлука и ќе помогне вториот дел на македонските слави да се случи со гости навистина од сите македонци, бидејќи не сме добиле средства, се надеваме дека ќе се преиспита, сега сме моментално на жалба и се заблагодарувам на сета поддршка што добив од македонските заедници од Србија, од Грција, од Албанија, од Бугарија, стигаат постојано писма кои потврдуваат дека оваа манифестација е навистина нужна, дека отвори многу коти, ја отвори забранетата приказна за македонската историја и во вистинскиот дух на Европа без граници ги поврзуваше македонците. И се надевам дека Господ ќе ни даде сили, како што апостол Павле вели, се можам преку Исуса Христа кој ме крепи, оваа манифестација да продолжи и понатаму и театарот Скрби и утеха да ја врши својата македонска мисија на поврзување на македонската култура, на културен надпревар меѓу народите, на славење на Бог и на Македонија без омраза во духот на христијанството и на македонизмот. Од Скрби и утеха им се заблагодаруваат на сите оние кои упатија писма со поттик за продолжување на овие културни средби, меѓу кои се Македонското друштво Илинден од Тирана, Партијата на македонците во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција, македонците од Ново Лески, Пиринско и групата Прогрес, долгогодишен учесник на славите, поетот Серафим Гоцев и македонците од Сандански, заедницата на македонците во Србија, движењето на македонците во Грција, Нова Зора, културното друштво Овчарани, културното друштво Солунчани, културното друштво Црноморово Његуш и многу други. Културниот центар Скрби и утеха по 5 години пост за премиера и 7 години за гостување сепак се надева дека годинава надлежните од Министерството за култура ќе исправат својата грешка и ќе одобрат средства за армакедонските слави, како и за гостување и за театарска премиера во духот на христијанството и македонизмот.